Во Основното училиште Андреја Савески Кикиш денеска беа представени активностите и целите на проектот Креираме заедно, посветен на инклузија на децата со попреченост во културните манифестации, во случајов нивното вклучување во детската програма на Скопје Филм Фестивал. Во суштина, главната цел на овој проект е да извлечеме креативноста од овие деца. Многу пати креативноста на децата со пречки во развојот, децата со попреченост е неоткриена. Многу пати не им даваме шанса да се изразат. Токму поради тоа ние во овој проект ги ставивме пред еден не баш лесен предизвик да направат фотографии, да направат видеозапис и да го изработат плакатот за Скопје Филм Фестивал. Сето ова е во рамки на една поголема заложба да се промовира процесот на самозастапување. Односно лицата со попреченост, конкретно децата со попреченост, сами да зборуваат за себе преку овие визуелни алатки. Сами да зборуваат за своето секојдневје, за она што ги мачи, што ги радува, за она со кое што секојдневно се соочуваат како проблем. Практично да ги стимулираме и да ги артикулираме чекор по чекор да станат своји самозастапници. Од општина Тетово искажаа поддршка за проектот, нагласувајќи дека секогаш се отворени за соработка за ваквиот вид на активности. Општина Тетово ги поддржува сите проекти кои што се поддржани од страна на Европската Унија, исто така кои што имаат образовен карактер и посебно карактер на инклузивност на учениците од редовна настава и учениците што следат наставата со посебни потреби. И овој проект е во таа насока, поради тоа што со ова се подобрува креативноста на учениците, се врши инклузија на децата со посебни потреби и на некој начин и тие да бидат дел од активностите кои што се реализираат во редовната настава. Задоволни сме со тоа што заедно со децата, учениците од Скопје и Струмица и нашите ученици ќе бидат дел на овие заеднички европски проекти. Проектот Заштита на децата од насилство и унапредување на социјалната инклузија во Западен Балкан и Турција е финансиран од Европската Унија, а кофинансиран и спроведуван заедно со УНИЦЕФ.